Информациите стигнуваат до вас. Одиме со разговорот од студиото. Гостин во вестите на Канал 5 е господинот Милан Аджиевски, долгогодишен новинар, колумнист и човек кој во својата досегашна биографија многу говорел и пишувал околу македонско-грчкиот спор, но и она што е поврзано околу историјата на цивилизациите на овој дел од Европа или на Балканот. Господине Аджиевски, во една од своите колумни пишувате дека империјата на Александар е врв на словенската цивилизација. Точно, таа дефиниција до сега никој ја нема демантирано, а се состои во следново. Словените погрешна е тезата дека словените биле народ кој во 5 век дошол преку Дунав од зад Карпатието на Балканскиот полуостров. Тој термин словени влече корен од Римската империја, која како робовладетелско општество, кога го покорила Балканот, тогашното тамошното население го дефинирале со римскиот термин есклаво, што значи роб. Оттаму во англискиот збор имате слейв, роб. И оттаму тоа е коренот на словените. Словените се сите народи кои живееле на Балканот во времето на Римската империја. А тие народи живееле, да се подсетиме, пред Римската империја била Македонската империја. Оттаму сите луѓе што живееле на овие простори, вклучувајќи и нас македонците, сме луѓе кои живееле овде на овие простори од памтивека па до денес. Ова е пречно, за да дојдеме точно до грчко-македонскиот спор и што е суштината на самиот овој спор и зашто е толку нерешлив. Според вас, бидејќи и од она што го пишувате, гледам, дел од вашите, да речеме, ставови си може да се најдат и кај друг дел на интелектуалци, меѓутоа некако нешто многу не се дебатираше на таа тема сите овие изминати години. Постојат ли празни страници во македонската историја, во историјата на македонскиот народ? Да, постојат. Оној што сака да се нурне во македонската историја ќе види дека постојат историски факти, како артефакти, така и пишани документи за континуитетот на македонската историја. Меѓутоа, она што се случило со распадот на Македонската империја, она што се случило со распадот на Римската империја и она што се случило со византискиот период и распадот на таа империја, па потоа Турската империја, па потоа Балканските војни, па Првата светска војна и Втората светска војна, кажува дека во тие историски премрежија македонскиот народ бил на патиштата на тие судири и нормално е дека на патеката на слоновите мравките најмногу страдаат. Оваа метафора сватете ја символично. Што значи во периодот на ослободувањето од фашистичкиот окупатор и формирањето на поранешната држава се створи овој дел на Македонија. Меѓутоа, проблемот е што се прекинати врските со другите делови, проблемот е што се прекинати историскиот континуитет и оттаму постојат тие празни страници. Значи, ние сме словени или антички македонци или... На ова прашање ќе ви одговорам со следново. Античките македонци биле словени. Словените се античките македонци. Ова е храбро тврдење, бидејќи барем досега во науката, барем она што може да се дојде како сознание, нема никаква подкрепа. Од тука ќе ве прашам, колку се тоа што се случувало во изминатиот период, и ако вие во вашите фелтони и колумни, како што велите, постои фалсификат на македонската историја, фалсификат ќе ве прашам каков и од кого, за да дојдеме до спорот? Фалсификатот е направен намерно, кога Европа сакала да се дефинира себе си како цивилизација. Своите корени ги нашла во античкиот период на Илијадата и Одисејата. Оттаму, црпејќи ги тие факти, е створен еден лажен мит за грчкиот идентитет на античката историја. Треба да се знае дека Александар Македонски, кога почнал да ја шири својата империја, ги поробил грчките градови полиси, но, бидејќи тие биле економски појаки, а он бил војнички појак, го прифатил нивниот начин на живот, бидејќи биле на едно малку повисоко ниво на цивилизацијски развој,
И затоа низ целиот Медитеран, каде што се ширела таа хеленска култура, грците се обидувале да стават монопол на тоа, на тој процес, формирајќи го кои на јазикот, на кој што е корен на современиот грчки јазик. Меѓутоа треба да се знае дека први со така наречената антиквизација не почнавме ние, почнаа грците. Кога немаа своја историја, Европа со квази научните академии нивни формираа специјални екипи да ја дефинираат таа грчка античка историја и утврдија нешто што денеска тешко може да се урне. Може да се урне на научни конгреси, на симпозиуми, меѓутоа никој не сака да ја признае својата грешка, својот фалсификат, за да каже дека да, ова не е така црно, ова не е така бело, туку малку е поинакво. Со други зборови, треба да се каже јасно дека она што е фалсификат е направен намерно за Европа да може да го дефинира својот идентитет на сметка на оние луѓе кои овде живееле и кои се биолошки континуитет на историјата. Добро, велам, ова се ваши храбри ставови, бидејќи многумина ќе кажат дека ова се на некој начин, не знам, интересни полемики кои што одат во насока на она што е одбрана, да речеме, на некаков еден поинаков тренд на антиквизација или не знам што. Дали колку токму овој процес на антиквизација, како што го толкуваат па дури во извештаите на Европската унија доаѓаат, му пречи на македонско-грчкиот спор? Македонско-грчкиот спор е абсурден по самата своја поставеност. Дали имаме право или не, треба да се погледнеме самите себе. Во овој изминат период од 95-та година наваму, неукоста на јавноста го прифати терминот дека ние преговараме со Грција за името. Погледнете ја изворната формулација на времената спогодба, стои дека првата страна има проблем со името на втората страна. Ние немаме проблем со нашиот идентитет. Грците имаат проблем со нашиот идентитет. Затоа што, ако признаат дека постојат македонци, ќе треба да се ревидира се она што било етаблирано во 17-тиот и 18-тиот век, кога Европа сакала да го дефинира својот идентитет. Токму во тој контекст ве прашувам, решлив ли е грчко-македонскиот спор? Може ли да има решение во кое што ние ќе го сочуваме нашето уставно име, а ќе го сочуваме идентитетот? Јас сум песимист дека овој проблем ќе може да се реши набргу. Почнаа во јавноста да се појавуваат некои предлози овој проблем да се стави на страна, а интегративните процеси да почнат да продолжат непречено. Меѓутоа силата не треба да се подценува, има јаки отпори. Ако се сеќавате, новиот американски амбасадор што треба да дојде во Македонија на прашањата во Сенатот, пред да добие агреман, односно дозвола од Сенатот да биде назначен за амбасадор, рече дека проблемот со името на Македонија задира во незиниот идентитет. Ако е тоа така, тогаш треба ние да направиме напор како држава, вклучувајќи ги сите елементи, да го афирмираме тоа како прашање и да го изнесеме на масата на Европа и да кажеме, ако го чепнете нашето име, ќе го чепнете нашиот идентитет. Но проблемот е кај нас. Со други зборови, ние немаме дефинирано официјална државна политика за антиквизација, која по мене е сосем погрешен термин, поточно е да се каже македонизација. Второ, Академијата на науки нема сили да го тоа како научен факт афирмира како во Македонија, така и надвор. А од друга страна пак и политиката кај нас е подвоена на два сегмента кои и на прашањето на името имаат спротиставени ставови. Добро, еве сега во однос на референдум, дека е потребен и дека не треба да се менува идентитетот, тука се на некој начин позициите горе-долу изедначени. Па ако се сеќавате, господинот Бранко Црвенковски даде една изјава која гласи: да го видам тој маж што ќе го промени името.
А сега во кампањата го обвинува Груевски за македонизација. Добро. Така да не знаеме, лутаме во нашата дефиниција. Дали од каде она чувство дека ние за сите овие години, 20 години колку што трае овој спор, Македонија се чувствува како страната која што трпи поголеми притисоци и која што е послаба во спорот? Па таа позиција доаѓа од она што е наш историско наследство. Немаме јака економија, политиката, државните пари ги троши за непродуктивни цели, ние не градиме фабрики, не градиме индустријски капацитети, нашите умови бегаат во странство бидејќи политиката не ги прифаќа како потенцијали. Во моментов и Грција не е розово на економски план, дури се спасуваат од банкрот, ако веќе говориме во тој сегмент. Меѓутоа треба да сватите дека Грција како колевка на европската цивилизација не може да биде уништена, бидејќи ако тоа се случи, Европа ќе се откаже од своите корени. А кој се откажува од своите корени, што и ние не сакаме да се откажеме од тоа. Со други зборови, ние мора економски да зајакнеме политички и да имаме поголема тежина на меѓународен план. Веднаш да го решиме ова прашање, бидејќи тоа ги кучи нашите европски интеграции. Треба нашата политика да ги прифати оние странски фактори кои велат тргнете го прашањето за името на страна, продолжете ги интегративните процеси, па таму во клубот ќе седнеме на маса и како цивилизирани луѓе да го решиме ова прашање. Вие верувате во тоа? Па убеден сум, меѓутоа малку сум песимист од фактот дека немаме доволно креативен потенцијал во врвовите на нашата политика за да ги сватат реалните димензии на проблемов. Ви благодарам, господин Аџиевски. Веројатно, како што кажав и претходно, многумина нема да се согласат со некои од вашите стави во оној дел кога говорите за антиката, за словенската цивилизација, но во секој случај отворате можеби на некој начин поле за некаква полемика и отварање токму на овие теми. Ви благодарам. Па мене, извинете, само уште една реченица. Мене ме радува фактот што на сите мои објавени досега текстови на оваа тема нема ниту една демант. Така. Ви благодарам многу за разговорот. И на вас.